Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, voljata Negova, kako na nebo to, taštino nebo, treto nebo, taka i na zemljata. Levot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici, bi trebalo da im gi prostuvame. I ne vovedi u iskušenije, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je se, carstvo to, i silata, i slavata, posite vekovi vo vekovi, amin. Evangelije na Luka, 16. glava, 14. stih, sето тоа, ова значи, ова што го зборуваше. Целата Библија е содржана во оваа молитва, ако разберете што е волјата Негова, која е царството, која е силата, која е славата. Сето тоа го слушаа фарисеите што беа среброљупци, фарисеите и садукеите што го знаат законот, духовниот закон, телесниот закон. Сето тоа го слушаа фарисеите што беа среброљупци и му се подсмеваа. И им рече Исус, вие се правите праведни пред луѓето. Знаете, се правите праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца. Бог не гледа на лице, туку на срце. Бог ги знае нашите срца. Зашто она што меѓу луѓето се цени, пазете, пред Бога е одвратност. Овој свет е потполно извитоперен. Она што пред луѓето се цени за Бога е одвратност. Нелицемерно братолюбие за Бога. Лицемерно братолюбие. Законот и пророците, пазете, беа до Јован. Од тогаш се проповеда Евангелието за Царството Божјо и секој со усилба влегува во него. Царството небесно на друго место вели се освојува со сила. Почекајте додека се облечете со сила од озгора апостолите,
за да имате сила за сведоштво. Твоја е силата. Исус дојде да ни даде сила за да надвладееме, да го совладаме гревовното во нас, нељубовта во нас. Значи, Евангелието за Царството Божјо и секој со усилба, со силата Исусово влегуваш. Ако тој те води, влегува во него, но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една црта од законот да пропадне. Тоа значи дека се што правите ви се прави. Мразите, ве мразат, убивате, ве убиват, крадете, ви крадат. Но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една црта од законот да пропадне. Секој што ја отпушта својата жена, пазете, и се жени со друга. Ние зборуваме и за телесно, но жената е црквата, Исус е младоженецот, и за црквата извршува прелюба. Ја напушташ својата жена. Црква. Секој што се жени со онаа што е отпуштил мажот, прави прелюба, се однесува на телесното и на духовното. Како правиш прелюба? Кога си во нељубов, правиш прелюба. Кога се сомневаш во Бог, правиш прелюба. Кога се грижиш, а знаеш дека Бог се грижи за тебе, правиш прелюба. Кога го знаеш законот на љубовта, а не љубиш, немаш сила, не го примаш Исус, правиш прелюба. Кога веќе си дознал за Исус, а постапуваш како да не си дознал. И одиме понатаму за една прелюба. Параболата за богатиот човек и Лазар. Си беше еден богат човек. Ти Господ раскажува приказни, бидејќи словото е дух и живот, ова е духовно слово, а ние треба да го разбереме телесно. Значи, во дух треба да се разбере словото, да го молиме Бог да ни ги отвори ума, да го разбираме писмото. Си беше еден богат човек, кој се облекуваше во порфир и свила. Секој ден живееше раскошно и се веселеше. Тој зборува за живот на земјата кој е минлив и сите по извесен период кога ќе остареме, сеќаваме кога ни снемува сила во телото. Сеќаваме една празнина. А еден сиромав по име Лазар, значи богатиот, и сиромав по еден Лазар лежеше пред вратата негова, сиот покриен со красти. Кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓаа од трпезата на богатиот. И кучињата доаѓаа и му ги лижеа раните негови, значи богатиот и сиромавиот. И сега гледајте, умре сиромавиот и ангелите го однесаа во пазувите Аврамови, нашиот татко Аврам кој имаше завет со Бог, нели? Умре и богатиот и го погребаа. И богатиот во пеколот, додека беше во маки, во оган, кој согорува се што не е од Бог, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазуи. И кречете, ете пекол, има пекол, да, но ние сме телесни овде, имаме време, простор и свест. Горе имаме тело духовно, го оставаме телото телесно во земја. И таму е поинаку, духовната смрт е кога ти, значи, во вечен пламен, има во еден стих, далеко од лицето на Бога, без сила и слава Исусова, негова, на Отецот. Тоа е пеколот. Тога што извика и рече Аврам во пеколот, без сила, далеко од лицето на Бога, без неговата љубов. Оче Авраме, смилувај ми се и прати го Лазар да го накваси врвот од својот прст, значи сиромавиот, со вода и да ми го разлади јазикот. Јазикот да му го разлади. Видите, јазикот е немирно зло, полн со смртоносен отров. Со него ги благословуваме луѓето и со него ги колнеме. Не може, браќа мои, тоа така да биде посланието на Јаков. Зашто многу страдам во овој пламен. Мојот Бог е оган што согорува. Ти согоруваш понатаму. Согоруваш. Духот твој согорува и немаш сила, далеко си од лицето на Бога. Далеко од лицето на Бог, без неговата слава и сила. Значи, тој не може да се движи, тој е паднат без сила, без Божјата љубов, гори во пламен, согорува. Освен тоа, меѓу вас, значи, но Аврам му рече, синко, пази, сети се дека
ти си го добил своето добро уште додека беше жив на земјата, живееше, се богатееше, уживаше. Си ја сочува душата своја, ја загуби сега долу. А Лазар го доби злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема провалија. Луѓето велат, не може да се вратиш без Исус. Без Исус, само со збор. Така што оние кои би сакале да дојдат кај вас, не можат. Исто така и оние оттаму не преминуваат кај нас. Тој зборува за состојбата, дека не можеш без Исус да преминеш. Исус е портата. Само преку Исус се преминува. Исус ве вноси од овој свет кај што согоруваш, од оваа долина на сенка смртна во Божјото царство. А тој пак рече, тогаш те молам, Оче, прати го во татковата ми куќа. Значи, тој не може само со збор. Кои сте вие, не ве познавам, на едно место има. Од како не познаваш, Господи, кога сме те видале? Бев гладен и не ме напоивте, бев жеден, не ми дадовте да пијам, бев болен, не ме посетите, бев во затвор, не се смилувавте. Зашто и вика имам, тогаш те молам, Оче, прати го во татковата ми куќа, му вели богатиот на Аврам да го прати Лазар. Зашто имам 5 мина браќа, да им посведочи, за да не дојдат и тие по ова место на маките. Аврам му рече, ете, ова е слика за да разберете што се случува. Значи, горе на небесата нема време, простор и свест. Нема димензии. Бог е се присутен. Вие тогаш одите во дух и практично сте далеко од лицето на Бога. Во вечен пламен им се одмаздува прво Солуњаните. Далеко од лицето на Бога, второ Солуњаните, без неговата сила и слава. Вечен оган согоруваш, гориш, жеден си за Божјата љубов. А тој рече, не, Оче Авраме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покајат. Аврам му рече, тие ги имаат Мојсей и пророците. Гледав една изјава на еден евреин сегашен. Во Израел дали веруваат во Исус Христос, тоа се случува сега на YouTube. Тој вели, не, ние ги имаме Мојсей и пророците, еве го истиот стих. Аврам му рече, тие ги имаат Мојсей и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече, не, Оче Авраме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покајат. Видите, Господ дава право на слободна волја. Не може насилие. Ако се покаже Господ каков е, ако го видат пеколот, тоа што им се случува понатаму, тие ќе веднаш ќе отрчаат. Треба во собствена волја, во слободна волја. Аврам му рече, што Мојсей и пророците во слободна волја да го избереш Исус. Што Мојсей и пророците не ги слушаат. Таму е пишано дека ќе дојде Спасител Месија, но тој дојде и тие не го познаат, туку го убија, го распна, ги знаеја Мојсей и пророците. Тогаш и да воскресе некој од мртвите, тие нема да се уверат. Исус им вели, ви видовте чуда и не поверувавте. Вие видовте чуда и не поверувавте. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа. И им рече Исус на учениците своји, доаѓањето на соблазните е неизбежно. Неизбежно е соблазните. Но тешко на оној преку кого доаѓаат. Знаете, ќе ве соблазнуваат блиски, далечни цркви, заедници, незнабожци. Значи, доаѓањето на соблазните е неизбежно, а него би било подобро да му обесат воденички камен, тешко на оној преку кого доаѓаат соблазните, и да го фрлат в море, отколку да соблазни еден од овие помали. Помали во Исус, бебиња во Исус го примиле Исус, мисла дека се спасени, не действуваат ништо. Кој не работи, не треба да јаде. Не јаде од Божјото Слово, не работи, треба да работи за Исус. Внимавајте на себе. Ако сгреши против тебе братот твој, еве го христијанството, укори го. А ако се покае, прости му. Значи, ако сгреши против тебе братот твој, укори го. А ако се покае, прости му. И ако 7 пати на ден сгреши против тебе, твојот брат, и 7 пати на ден дојде и рече се кајам, прости му. Прости му, Исус им прости на сите. И рече, прости им, татко, не знаат што прават. Ние треба да постапуваме како Исус, тогаш сме Исусови, тогаш се осветуваме, тогаш сме повикани на осветување. И му рекоа апостолите на Господа, засили ни ја верата. Засили ми ја верата, татко мој, во името на Исус. А Господ им рече, кога би имале вера колку синапово зрно, и речете на онаа црница, откорни се и пресади се в море, на друго место и кажете на онаа планина, стани и фрли се в море,
таа би ве послушала. На повеќе места е ставен стихот верата твоја те спаси. Кој од вас, кога ќе се врати од поле неговиот слуга, кој орал или чувал овци, веднаш ќе му рече, дојди бргу и седни на трпеза? Пазете, зборува за слуга и господар. Нема ли да му каже, приготви ми да вечерам, препаши се и служи ме додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пии. Зар ќе му благодари на тој слуга што ја исполнил неговата заповед? Зборува за земното, мислам не, па така и вие, откако ќе исполните се што ви е заповедано, да го љубиш братот свој како себе си. Љуби го својот ближен како себе си, љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Па така, откако ќе исполните се што ви е заповедано, речете, ние сме слуги бесполезни, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. Значи, ние не треба да се фалиме дека сме слуги, ние го вршиме тоа што треба да го извршиме, го вршиме за нас, се она што го правиме за Исус, го правиме за себе си. Значи, собираме богатство не на земјата, туку во Царството Божјо. Богатството кое се пренесува таму е љубовта. Ако го одеше за Ерусалим, Исус исцелува 10 лепрозни, пазете го овој принцип. Тој помиѓуваше меѓу Самарија и Галилеја. Кога влегуваше во едно село, го сретнаа 10 лепрозни луѓе и застанаа поддалеку. Па со силен глас повикаа, Исусе, учителе, смилувај се. 10 лепрозни, пазете. Штом ги виде им рече, отидете и покажете им се на свештениците. Тие се уште додека одеа се очистија, а еден од нив, само еден од нив, кога виде дека е излекуван, се врати и го прослави Бога. А еден од нив се врати и го прослави Бога и падна ничком пред нозете негови, пред нозете Исусови, благодарејќи му. А тој беше самарјанин. Пазете, евреите мислат дека се свети, не се мешаат со самарјаните. Тој беше самарјанин. Слава ти, Господе Исусе Христе. Исус пак одговори и рече, зар не се очистија 9? Каде се другите 9? Те молам, татко мој, да бидам од тие, тој еден што се врати. Зарем не се најдоа да се вратат и другите, да му воздигнат слава на Бога? Има луѓе, моли се да се исцелам. Ти мислат ќе се исцели, ќе се врати на стариот начин на живот. Нема играње со Бог. Паѓаш на крајот во телото, Господ ти дава време да се покаеш, да заминеш во Божјото царство. Само преку Исус се влегува во Божјото царство. Каде се другите 9, вели Исус? Само еден се врати и тоа самарјанин, не е евреин. Пази, нема завет со Бог. Самарјаните, евреите мислат дека самарјаните се нечисти. Зарем не се најдоа да се вратат и другите и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинец? И му рече, стани, оди си, Исус му вели на самарјанинот, твојата вера те спаси. Стани, оди си, твојата вера те спаси. Запрашан од фарисеите, кога ќе дојде Царството Божјо? Исус, тој им одговори, Царството Божјо не доаѓа забележливо. Доаѓа со космички брод Царството Божјо. Ниту пак ќе се каже еве овде или онде, зашто Царството Божјо е во вас, внатре, во вас. Самиот Дух Божји, пламенчето, што ви е даден дух животен, за да станете жива душа во битие, почетокот на Светото Писмо, е дел од Царството Божјо, зашто без тој дух животен, вие нема да бидете жива душа. Исус, ако го примите Исус и почнете да се преобразувате, Духот Свети дојде да живее во вас, ако Исус и Отецот направат сокровиште во вашето срце, вие ќе се усовршувате во љубовта, вие ќе љубите, вие ќе се надевате на закрилата на Севишниот, ќе пребуивате во домот на Небесниот Отец и Царството Божјо е во вас внатре,
Во вас внатре, тој зборува за духовна состојба, за пребивање во Бог, за пребивање во љубовта. Царството Божјо може да биде во вас внатре. Во вас внатре, ма вие не знаете и не љубите и не може да се отвори и не можете да се вратите. И им рече на учениците, ќе дојдат дни, пазете, кога ќе копнеете да видите еден од деновите на Синот човечки и нема да видите. И ќе ви речат, еве го овде, или онде, во онаа црква, или во онаа синагога. Не одете и не барајте. Царството Божјо е во вас внатре. Зашто како што молњата кога ќе светне на небото, осветлува се што е под небото, така ќе биде и Синот човечки во својот ден. Но најнапред, тој треба многу да пострада и да биде отфрлен од овој род. Отфрлен од овој род. Деца што се расправаат по пазариштата. Пазариштата се црквите, собранијата, државите. Се пазари душата на човекот. За 30 евреници ве купува сатаната со парите на мамона. Како што беше во Ноевите дни, така ќе биде и во деновите на Синот човечки. Значи, првиот свет помина низ вода, крштевање, умирање на стариот човек, Ное, јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот и ги погуби сите. Јадеа, пиеа, се мажеа, се женеа, продаваа, купуваа. Истото го прават и сега, и дојде потопот и ги погуби сите. Ке дојде Исус, видлив, Отецот небесен оган што согорува и ке согори се што не е љубов, што не е љубов. Исто така како беше во Лотовите дни, јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, зидаа, садеа, правеа референдуми за да се продадете самите. Но во денот кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги погуби сите. Сите што не се Исусови. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Во тој ден кој е на покрив, а по кукнината му е в куки, нека не слегува да ја земе. Така и оној кој е в поле, да не се враќа назад. Сетете се на Лотовата жена која се заврти, се претвори во сол, иако и беше кажано, не врти се назад. Кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби. А кој ќе го загуби, ќе го запази, го спаси својот живот за себе си, својата душа. Кој ќе го даде животот за Исус, да му служи на Исус, да се врати кај Исус. Ви велам, во таа ноќ ќе бидат двајца на една постела, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. Две жени ќе мелат заедно, едната ќе ја земат, а другата ќе ја остават. Секој сам го избира Исус. Не можете за никого друг да изберете. Секој сам треба да љуби, да избере да љуби во Исуса, да добие сила. Двајца ќе бидат на нива, едниот ќе го земат, а другиот ќе го остават. И кога одговорија му рекоа, каде, Господи, каде, Господи, каде? А тој им рече, каде што е лешот, таму ќе се соберат и орлите. Татко мој, во името на Исус те молам да им ги отвориш срцата на луѓето што го слушаат ова слово, да поверуваат во Исуса, да го повикате Исуса, да му го предадете животот на Исус, зашто без Исус вие сте мртви. Вие сте мртви, зашто зборовите што ви ги кажува Он, ова се дух и живот. Вие треба духовниот човек да го разбудите, да се вратите во Царството Божие на небесата, зашто, како што вели на крајот на оваа материјално запишана духовна книга, за да ја разберат телесните, но мора да ја разберат во дух. Еве доаѓам скоро, вели Исус. Дојди, светол Христосе, доаѓам скоро. Дојди, Исусе, те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. А кога ќе дојде Исус, ќе одговарате за делата. Секој сам за делата на љубовта. Колку љубов сте имале и како сте ја употребиле
na ova dolina sjenka smrtna, zemlja, zašto ovo je privremeno, a gore postoji carstvo, to na ljubav ti Božja, to carstvo na Isusa. Amin. Se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ti me sozade od prazemna i duh životen tuflavo mene, po obrazu tvoj me sozade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje, tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se